Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежта и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравието и схраната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Сречен поздрав од студиото на Радио Гласна надежта. Ја започнуваме и денешната наша заедничка емисија Разбуди се, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Еве неделинска повторно заедно, верувам дека сме подготвени да ја проследиме и ова наша денешна емисија. Вообичајно емисијата започнуваме со неколку убави мисли, па така и денеска ќе прочитам неколку текстови од пословици или од мудрите изреки. Во 15-та глава ќе прочитам од 13 стих. Веселото срце го разведрува лицето, а болката во срцето тешкотија е за духот. Разумното срце бара знаење, а безумничката уста се занимава со глупост. За натажениот сите денови се зли, а кому срцето е весело, на гозби е постојано. Подобро е малку со страф од Господа, отколку големо богатство и немир со него. Еве, овие се неколку текстови со кои сакам да го започнеме овој ден и ова наша утринска програма, почитувани гледачи, во која не мудриот Соломон повикува да бидеме весели. Иако животот не носи само веселби и радости, има и тажни моменти, но сепак Соломон очигледно од искуството го кажува и вели веселото срце го разведрува лицето. И затоа нека еве и во овој ден кој е пред нас да бидеме што е повеќе весели, радосни да бидеме. Бидејќи овде вели болката го притиска срцето, ја притиска душата, но веселото срце го разведрува лицето. Разумното срце бара знаење, а безумничката уста се занимава со глупост. За натажениот сите денови се зли. Навистина, човек кога е натажен, човек кој е притиснат во една депресија, се му е сиво, се му е црно, ништо нема весело и добро кај него. Но затоа еве да се молиме да на овој ден кој е пред нас Господ да ни даде весело срце, разумно да го живееме денот кој е пред нас. Нека Господ навистина ни помогне да нашите срца и нашите лица ја отсјајуват онаа состојба која ние чувствуваме во нашите срца, а тоа да бидеме весели и радосни. Одиме сега да ја поздравиме со една убава христијанска песна. На овој свет гости су, тоа го знам, и животот тежок е, полне со грех, затоа го гледам, затоа и поубав свет, каде што нема бол, ниту смрт. Затоа и убав свет, за живот без грех, низ молува Исус Христ, да сме спремни во овој час. И верувам, Боже
čast se spremam jaz za toj dom, ljubav dom, što me čeka vostaj, za mene to je vječen raj. Za toj ljubav sve, za život bez greh, mi sporuba Isus pras, da sme spremni Bogoj čas. Dojdeš so mene razmisliti, da bideme zajedno osite dni, može biti to je tvoj od posleden čas, ne čekaj bednaš ti odluči. Za toj ljubav sve, za život bez greh, mi sporuba Isus pras, da sme spremni Bogoj čas, da sme spremni Bogoj čas. Evo nepovtornovo programa, početno gledači, posle ova ubava pesna, da kažeme nekoliko kratki informaciji. Za vremето веќе навлегуваме полека во најубавиот дел од годината, тоа е пролет. И сами приметувате, деновите се подолги, сонцето е близко до нас, потопло е, иако утринските и вечерните часови знаат да бидат малци посвежи, но како и да е, март месец е, променливо е времето, но часовите на сонце се се повеќе и повеќе изразили. Така да уживајте во топлите часови, природата приметувате полека се буди, тревате се повеќе и повеќе зелена, цвикињата се около нас, така да уживајте во часовите и во деновите кои се пред нас. Што се однесува до состојбата на патиштата, тековно е, значи патиштата се релативно суви, наизменично може некаде да наидете и на влажни, но како и да е, бидете внимателни, вие кои учествувате во собракиот, кои управувате моторни возила, немој никако да пиете алкохол или пак да не сте наспиени, внимавајте како возите во градовите, посебно во близина на училиштата, каде што има раздвиженост на нашите деца. Одиме сега да го проследиме, да го прочитаме и утринскиот текст за денеска, кој го наоѓаме во второто послание до Коринтијаните, 7 глава, 1 стих, еве што вели. И така, возлюбени, имајќи ги овие ветувања, да се очистиме од секоја духовна и телесна нечистота, довршувајќи ја својата светост во страв пред Бога. Зошто ние не почувствуваме поголем глад и жет за дарот, за духот, кога тој представува средство со кое примаме сила? Зошто не зборуваме за тој дар? Зошто не го бараме во нашите молитви? Зошто не држиме проповед за тоа? На оние што му служат, Господ со поголемо задоволство им го дава Светиот Дух како дар, отколку родителите што им дава добри дарови на своите деца.
Секој работник сесредно нека му патува молитви на Бога за секојдневно крштевање со Духот. Христијанските работници треба да имаат посебни собери на кои ќе се молат за помош и за небесна мудрост, за да можат мудро да поставуваат планови и да ги извршуваат. Особено треба да се молат на Бога, Бог своите избрани пратеници во мисионерските полиња изобилно да ги крсти и да ги облагороди со својот дух. Присуството на Духот ќе помогне Божите работници при проповедањето на вистината да добијат сила, која не може да им ја дадат никакви почести ниту славата на овој свет. И затоа, почитувани гледачи, овде видовме дека навистина Господ ни стои на располагање да ни ја излие та небесна сила, сила на Светиот Дух. Светиот Дух живе во секој посветен Божи работник, без оглед каде се наоѓа. Зборовите изговорени на учениците ни се упатени нам. Утешителот ни припаѓа и нам исто колку и ним. Духот дава сила и во секоја потреба и изненадување ги крепи душите кои во светот полн со омраза и злоба се свесни за своите недостатоци и грешки. Кога пред нас изгледа се дека е темно, кога сме тажни, немокни, осамени, тоа е време кога Светиот Дух, одговорајќи на молитвите, изговорени со вера, му носи утеха на срцето. Ако човекот во извонредни околности паѓа во духовен занес или претерано се одушевува со нешто, тоа не е сигурен знак дека тој е христијанин. Има луѓе кои припаѓаат во одредени верски заедници, кога се молат паѓаат во транс, изговарат некои неразбирливи, нејасни зборови, тоа не е дело на Светиот Дух. Библијата вели, посебно во Новиот Завет, во посланијата на апостол Павле, кога еден се моли, другите треба да молчат. И тие молитви треба да бидат разбирливи за присутните, за на крај да кажеме амин. Бидејќи кога ние ќе кажеме амин, значи така нека биде, се служуваме со оној кој се моли. И затоа овде пишува дека светоста не е занес или восхит, туку целосно прифаќање на Божјата волја и живот сообразени со секој збор што излегува од устата Божја, исполнување на волјата на Небесниот Отец, подпирање на Бога во искушенијата, во темнина како и во светлина. Тоа значи да се верува без да се види, подпирање врз Бога со неограничена доверба и поседување на мир во Неговата љубов. За нас не е најважно точно да ја средиме суштината, да ја одредиме суштината на Светиот Дух. Христос ни кажува дека Духот е утешител. Духот на вистината кој излегува од Отецот, за Светиот Дух е јасно кажано дека нема да зборува сам од себе во делото на упатување на луѓето на секоја вистина. Вистина убава порака, почитувани гледачи, во која ги читавме стиховите, односно текстот во второ послание до Коринтјаните, 7 глава, 1 стих кој вели: и така возлюбени, имајќи ги овие ветувања, да се очистиме од секоја духовна и телесна нечистота, довршувајќи ја својата светост во страв и пред Бога. Тоа беше утринската порака и со соодветен коментар. Сега продолжуваме повторно со песна. Kroz sve oluje i sve teškoće mog života ja vidim Tebe, moj dobri Bože, znam da čuješ molitvu i samo s Tobom život je lakši. Ti si moja nada sva i zato Tebi trenutak svaki
sada dajem ja. Za tobom idem dalje ja, kroz bure ovog svijeta zla, da tebe slavim Bože, nek je to želja jedina. Za tobom idem dalje ja, kroz bure ovog svijeta zla, da tebe slavim Bože, nek je to želja jedina. Što je ostala, a onog dana, sjajnoga dana, kad u slavi dođeš ti, najljepšu pjesmu tebi, o Bože, daj da mogu pjevati, a sve do tada nek moja radost bude svjetlo drugima. I zato tebi trenutak svaki sada dajem ja. Za tobom idem dalje ja, kroz bure ovog svijeta zla, da tebe slavim Bože, nek je to želja jedina. Za tobom idem dalje ja, kroz bure ovog svijeta zla, da tebe slavim Bože, nek je to želja jedina. Što je ostala, Evo nepovtornovo programa, počitamo gledači, pozdrav do sveta vas, koji v međuvreme se vključivte i ja sledite v živo našата programa. Pozdrav do gledачите koji se od stranstvo, bilijeki gimame, така da evo i vi ste dobrodojdeni v ova naša programa. Ova emisija se snima i ke može da ja poglednete na naš YouTube kanal Radio Glasna Nadešte, kada što se postaveni i ostanatite do segašnji održani emisiji. Sledova rubrikata Vesti od sveta. Danes imamo povtorno vesti od Indija. Bi rekao od najbrojčanata zemlja v svetot. Sekako Kina ima preko milijarde, no spored najnovite podatoci, Indija je pogolema po brojna žitelji duri od samata Kina. Bog što nedostasova. Ke današnje te vesti ke nigi raskaže Džerandra. Site tije se poznavale во малиот град во кој пораснал Дžerandra, во близината на кинеската граница во североисточна Индија. И сите тие обожавале многу богови. Локалните жители обожавале богови направени од камен и дрво. Меѓу боговите го славеле и Исуса. Значи, имало луѓе кои го славеле дури и Исуса. Тие се
поклонувале на сонцето и месечината, секогаш кога некој светиц имал верски празник, сите заедно славеле во храмот, во црквата или на улица. Еден ден, 12-годишниот Джерандра разгледувал една од продавниците во градот, а погледот му го привлекол прекрасен постер на Исус. На големиот постер била представена слика на Исус кој виси на крстот. Квалитетот на постерот бил многу висок. Джерандра можел да го види секој детал од сликата. Сакал да го купи и да го однесе дома. Джерандра не знал многу за Исуса. Се што знаеле дека Исус е виша сила, Бог помеѓу многуте богови кои се обожаваат во неговиот град. И најпосле сепак го купил постерот. На враќање дома тој се прашувал каде може да го стави преубавиот постер. Се сетил дека семејството имало посебна просторија за обожавање на боговите. Во собата семејството немало врамени слики од бројни богови. Во собата имало многу богови, многу слики кои биле, врамени на нивните богови во рамки. Мајката одела во таа соба секој ден за да се поклонува и да ги бакнува сликите и статуите на боговите. И другите членови на семејството ги обожавале овие богови. Но во таа соба немало слика од Исус. Джерандра решил да го надомести овој пропуст така што над зидот ќе ја закачи својата нова слика од Исус. И така кога стигнал дома, извадил чекан и шајки од кутијата со алати на татко му, удирал со шајки во зидот од собата кога влегла мајка му. Таа се упатила кон Джерандра. Без збор му удрала шлаканица по образот. Джерандра почувствувал остра болка во лицето. Зошто ме удри шлаканица, ја прашал тој. Сакал да знае зошто го казнува. Секако тој е Бог, но тој не е наш Бог, рекла мајката покажувајќи кон Исуса. Тргни ја таа слика. Джерандра ја извадил шајката од зидот и ја тргнал сликата додека мајка му гледала. Потоа ја напуштила собата. Джерандра не разбрал зошто мајка му не ја сака Исусовата слика меѓу низините богови. Но тој бил сигурен дека не треба да ја фрли сликата, нито да ја стави во фиока. Чувствувал дека Исус е некој достоен за обожавање, дека треба да му се поклонува. Го зел постерот, ја отворил вратата од собата и излегол надвор. Гледајќи во вратата, решил дека тоа би било добро место за да ја закачи прекрасната слика на Исус. Зел повторно шајка и ја забил во горниот дел на постерот. Повликувајќи се назад, тој се восхитувал на својата работа. Може би мајка му не би му дозволила да го стави Исуса помеѓу боговите во просторијата за богослужба, но сега тој ќе го гледа Исуса секогаш кога влегува во просторијата за да се поклонува. Секој што ќе влезе во собата, прво ќе го види Исуса. Иако Джерандра и неговото семејство го гледали Исуса секој нов ден, самиот Джерандра не размислувал многу за Исуса, се додека не станал многу постар. Во еден тежок период од својот живот, тој почнал да ја чита Библијата и да посетува разни христијански цркви. Еден пријател, поранешен адвентист на 7-миот ден, ја забележал неговата заинтересираност за христијанството и му рекол: ако сакаш да се приклучиш на црква, адвентистичката црква ја сведочи правата вистина. Джерандра отишол во адвентистичката црква. Тој бил трогнат од богослужението и веднаш побарал од пасторот да биде крстен. Бил уверен дека е во вистинската црква кога пасторот му одговорил: можете да се крстите само откако ќе ја проучите Библијата. Ние не крштаваме пред да се проучат библиските вистини. По неговото крштевање, семејството почнало да го избегнува, но денеска е сигурен дека тогаш ја донел правата, вистинската одлука. Јас сум првиот човек во моето семејство што стана христијанин,
kažova Đarandro. Неговиот помлад брат го следел многу години подоцна. Тој вели дека фактите, а не чувствата го донеле кај Исуса, кој е Бог над сите други богови. Ако го изберете христијанството или Исуса врз основа на емоции, вашето духовно патување може да заврши кога вашите чувства ќе бидат повредени. Но ако го изберете Исуса преку логиката и принципите, вашето патување ќе трае за секогаш. Интересно искуство на ова младо момче кој имало свој доживување, кога го пронашал, односно го купил овој постер на Исуса, го донел дома, го закачал во собата кај што имале многу богови, знаете, индијците имат многу божества, многу кипови, многу богови. Тој го ставил Исуса како тој постер да виси. Меѓутоа неговата мајка се спротивставила, му удрила шамар и тој го тргнал, но го ставил на друго место каде што сите го приметувале постерот на Исуса. Ете, ова младо момче денеска е возрастен човек, Đarandro. Бог му недостасувал во неговиот живот и на крајот тој го пронашал, денеска е среќен христијанин кој го следи Исуса Христа. Еве, уште неколку брзи факти за Индија, да се малку подсетиме. Индија станала независна држава во 1947 година. Бенгал бил поделен на два дела на религиозна основа. Индија го зазела западниот дел, кој се нарекува Западен Бенгал. Пакистан го презел источниот дел, Источен Бенгал, кој станал независна држава Бангладеш во 1971 година. Националниот парк Сундрабанс е посветен на зачувување на загрозениот бенгалски тигар, како и на други загрозени видови, како што се ганскиот делфин, речниот терапин и крокодилот од утоката. Во септември 2017 година Западен Бенгал стана 100% електрифициран, откако струјата конечно стигна до најодалечните села во Сандербенс. Еве интересни факти за ова голема држава и по територија, но и по број на жители. Но и таму Бог има своји деца, и таму луѓето се обраќаат, го прифаќаат Христа, сваќајќи дека тие земни богови на кои се молеле нивните предци не престуваат ништо. Меѓутоа, верата во живиот Бог дава една сигурност, една радост и овде на ова земја, но што е најважно, христијаните се приготвуваат за еден нов свет, за еден нов живот с Исуса во вечноста. Продолжуваме повторно со песна. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace
Продължуваме со нашата програма, почитувани гледачи, следува рубриката Духовна порака од Библијата. Денеска би зборувале за тема која носи наслов Одморете се. Ева на почетокот еден краток пример. Еден човек предизвикал друг човек на целодневен надпревар во цепање дрва. Предизвикувачот работел многу напорно, застанувајќи само поради куса пауза за ручек. Другиот човек имал опуштен ручек и направил неколку паузи во текот на денот. На крајот, предизвикувачот бил изненаден и потресен кога открил дека неговиот противник исцепал многу повеќе дрва од него. Не разбирам, рекол, како тоа успеа да го направиш. Кога и да проверев, ти имаше пауза, а сепак исцепи повеќе дрва од мене. Но не забележа, му рекол победникот на дрвосечачот, дека ја острев секирата кога и да бев на пауза. Интересно искуство, односно пример. Овој другиот се брзел, значи немал никакви паузи, работел постојано и на крајот исцепал помалку дрва од неговиот колега, би рекол, кој имал паузи, но тој таа паузи ја користил не само да се одмори, туку да ја наустри својата пила или секира. Извини, едноставно немам време. Дали сте ја слушнале таа изрека? Денеска скоро сите ние неаме време. Работеме и недела, и сабота, и понеделник, и делник, што би се рекло. Некои работат и прва смена, втора и трета, и постојано ние како луѓе неамеме време. Се слушате ли некогаш себе си, додека ги изговарате овие зборови, немам време? Имаме премногу што да правиме, заработуваме за живот, отплатуваме долгови, одиме на работа, одиме на рекреација, пребаруваме на интернет, ја чистиме куќата, купуваме, го миеме автомобилот и така натаму. Нема доволно време или часови во денот или денови во седмицата. Необично, но колку повеќе имаме апарати кои штедат време, изгледа дека имаме се помалку и помалку време, а се повеќе и повеќе стресови. Се повеќе луѓе открива дека Библијата има решение. Се работи за приоритети, вложувајќи во времето, така што нема да го злопотребуваме. Библијата, почитувани гледачи, ни нуди оаза на мир во овој забрзан живот, кој се нарекува сабота. Бог предвидел еден ден во седмицата за одмор. Кога Бог го создал светот или го создавал, таму пишува во почетните глави на Библијата дека Бог се одморил во седмиот ден и го одвоил. Еве да читаме од Светото писмо. И го благослови Бог седмиот ден и го освети, зашто во тој ден си отпочина од сите своји дела. Буквално би рекле, Бог саботата ја минувал одмарајки се. Тоа бил врвот на создавањето, време на одмор и светост, покажувајќи дека сиот живот е духовен. Светот во кој живееме и времето што го имаме за уживање се е дар од Бога. Саботата ни е дадена како извор на радост и во тој свет и во исполнувањето на времето. Библијата е сосема определена во врска со саботата. Тоа не е само еден ден во седмицата, како што е среда, вторник, петок или четврток. Саботата е период помеѓу заоѓање на сонцето во петок и заоѓање на сонцето во сабота навечер. Ние во тој посебен ден се одмараме и треба да се одмараме, не само затоа што на луѓето им треба одмор, туку затоа што ни е потребен посебен вид духовен одмор. Значи, саботата не е само ден за одмор физички, тука лежат многу и духовни благослови. Секако, ако сме во хармонија со Бога, ние го поминуваме секој ден со Него, но саботата има поинаква улога, таа ни помага да ја цениме Божјата присутност и во другите денови во текот на седмицата. Таа го става нашиот живот во перспектива, ни помага да ги определиме приоритетите и да се држиме до нив. Со други зборови, саботата ни помага да управуваме со своето време на таков начин што ќе можеме да живееме исполнето и задоволно. Исто така би можеле да признаеме дека понекогаш врз нас во сабота се вршат и негативни притисоци. Таа се исмејува како здодевна низа неинтересирани активности, но тоа е затоа што ја узурпирале оние кои го распнуваат
го расипуваат расположението. Библиската сабота е празник, а не пост. Нешто што се планира и се слави, а не нешто од што треба се плашиме. Знаеме дека евреите ја обремениле саботата со многу други додатоци и правила, меѓутоа Исус дошол тоа да го расчисти. Саботата треба да биде радост, милина, не само што ќе одеме во црква, туку може да се прошетаме во природа, да посетиме некој пријател. Во тој ден значи да почувствуваме радост и милина. Празнувањето на саботата ги разоткрива сомнителните вредности на нашето општество. Ние објавуваме дека животот е повеќе од работа, пари или производство. Ние прифаќаме сосем поинаков редослед на вредностите кој става нагласок на вредноста на човекот. Значи, ние треба да ги рангираме работите. На прво место е човек, односно Бог, на второ место е човекот, на трето место се парите, работата, бизнисот и така натаму. Животот е повеќе од самата работа. Тоа пред се битисување, кога прекинуваме со работа еден ден во седмицата, докажуваме дека работиме за да живееме, а не дека живееме за да работиме. Саботата е извореден начин да го свртиме грбот на вулгарниот материализам. Ние се противиме на гледиштето дека човековата вистинска вредност се мери според она што го придонесува за стопанскиот раст. Тоа темпо на нашиот живот не враќа во поголема хармонија со природата. Празнувајќи саботата, ние не ги отфрламе вредностите на технолошката доба во која се живе 24 часа дневно, 7 дена во седмицата. Ние едноставно не дозволуваме тоа да надвладее во ритмот на работата и одмор што ни е даден од Бога. Една од предностите на празнувањето на саботата е од заоѓање на сонцето до заоѓање на сонцето и да се враќаме на природниот ритам на светот, со изгревот и залезот на сонцето. Душевено го прифаќаме светот на природата и повторно го откриваме нашето место во него. Знаеме дека денот почнува од заоѓање на сонцето навечер до заоѓање на сонцето следниот ден. Тоа е период од 24 часа. Денот не се смета од ноќеска 12 или 24 часа. Тоа е банкарско време, тоа е модерно време. Библијата вели беше утро и беше вечер. Значи со заоѓање на сонцето завршува тој ден и отпочнува нов ден. Токму саботата се празнува, драги пријатели, од петок навечер, кога ќе зајде сонцето, до сабота навечер, кога повторно ќе зајде. Саботата внесе промена и во мојот семен живот, раскажува еден човек. Сега можам намира да поминам квалитетно време со оние кои ги сакам. Повеќе од се саботата внесува мир и ред во моето и онака забрзано постоење. Откако ја празнувам саботата, открив дека полесно се сосредоточувам на важните животни прашања како што се зошто сум овде, колку вредам. Понекогаш мислиме дека ако не работиме во сабота, ќе ни заостанат работите. Меѓутоа не е точно. Мислиме дека ако работиме и саботи, недела и сите денови, повеќе ќе заработиме. Меѓутоа тоа е погрешна филозофија што некои луѓе така размислуваат во својот живот. Може да кажеме, почитувани гледачи, дека саботата исто така е поврзана и со социјалната правда. Таа е голем регулатор на човековото општество, без оглед на општествената положба. Во сабота сите ние сме еднакви. Така да саботата укажува дека во сабота сите ние сме еднакви пред Бога, дали си стар или млад, учен или неучен, богат или сиромашен. Саботата не повикува да го направиме својот живот разновиден и да го прославуваме. Зато многумина која празнуваат саботата го поздруват низиното доаѓање и заминување со мали ритуали. Значи, одеме во црква, се молиме, пееме песни и на тој начин во тој ден почувствуваме или чувствуваме една близина, не само еден со друг, туку и со Господа. Бидејќи саботата ни носи големо задоволство, можеме да се запрашаме зошто не слушаме повеќе за тоа. Првата христијанска црква ја празнувала саботата. Значи, во првиот век сите ја празнувале саботата. Трагично е што христијаните загубиле врската со тој обичај. Такмо некаде во вториот, посебно во третиот век, кога цар Константин издава декрет 321 година, никој не смее да ја прослава саботата, сите морале недела да ја слават со закон, иако библиски тоа не е дозволено, односно не е точно.
Во текот на целата христијанска историја постоеле некои кои ја празнувале саботата, а во поново време се поголем број христијани ја откриваат саботата. Нема подобро време од саботата за славење на Бога со други луѓе чиј живот целосно бил променет од Божјата љубов. Можеби и вие би сакале повторно да ја откриете, почитувани гледачи. Уверете се сами како тоа може да ви помогне да го средите вашиот живот, да ги наполните батериите и да ги одредите приоритетите. Таа ќе ви донесе квалитетно време во кој ќе можете да размислувате за животот и за Бога. Ќе откриете еден од најголемите извори на благосостојба што Бог ни ја осигурил. Затоа Бог рекол во 10 заповеди: 6 дена работи, а во 7-миот одмари. Не само ти, туку таму пишува, нели, слугата твој, живинчето твој се. Денеска може не имаме слуги, не имаме стока, но имаме своји механизации, имаме трактори. Може би имаш камион, може би имаш работници. Во сабота треба сите да одмараат и да му дадат почит на големиот Бог, зашто само тој е достоен. Во саботата може да најдеме не само физички одмор, туку и духовен одмор. И затоа, од срце ви препорачувам, читајте Библијата, посебно 10 Божји заповеди, втора книга Мојсеева, 20 глава, таму се напишани тие 10 свети правила. 4-та заповед е во центарот на тие 10 заповеди, каде што Бог вели: помни го, сеќавај се за 7-миот ден кој е сабота. Во тој ден и самиот Бог одмор и го посветил не само за Адам и Ева, туку е даден за целото општество, за сите луѓе, па дури вели Библијата во книгата на пророк Исај: на новата земја ќе се прославува сабота. Во Новиот Завет пишува дека секоја сабота Божјиот народ ќе доаѓа во Ерусалим, новиот Ерусалим, да се поклонува пред големиот Бог. Ајде тогаш тоа да го научиме овде, да стекнеме една навика, да ја почитуваме саботата како Божји ден. Тоа е 7-ми ден, шабат, што значи одмор. Саботата не е дадена за евреите, туку за целиот свет. Адам не бил еврен и Ева. Знаеме евреите од кога настанале, од Аврама. Но пред Аврама, поминало стотици години, сите ја обожавале саботата како Божји ден, зашто Бог во тој ден се одморил и го посветил тој ден и го дал како аманет на целото човештво. Ако сакате да се одморите, прифатете го 7-миот ден, саботата, што Бог го посветил и го одил и за себе, но и за неговиот народ. Одиме сега повторно со песна. Bože moj, uči me da se molam, da go živeam zakonot tvoj. Mesto gordost ti daj mi pobožnost, moj to srce da bide tvoj dom. Moj to srce da bide tvoj dom. Duhot tvoj sveti neka je tuka, so mene se kogažda je toj. Tvoj to ime da večno go slavam i cel život za tebe da pejam, život cel za tebe da pejam. Da bližnijot svoj jaz go sakam i da proštevam so ljubov jaz. Site neka se čudat i vidat
dat, дека живот svoj davam za tebe. Život svoj davam jaz za tebe. Site neka se čudat i vidat, neka život svoj davam za tebe. Život svoj davam jaz za tebe. Секој возрастен човек е составен од 68% вода, 20% јаглерод, 6% кислород, 2% азот и 4% минерали. Цената на овие суровини е околу 600 денари. Но енергијата која е складирана во атомите на телото, милиони киловат-часови, изнесува неколку милиони евра. Па колку навистина вредиме? Би било апсурдно ако сакаме да ја определиме цената на еден човек според неговите физички својства или хемискиот состав на телото. Секој чини толку колку што некој друг е подготвен да плати за него. Цената се движи од ништо до се, од нула до бесконечност. Бог вели за израелскиот народ: бидејќи си скап во очите мои, многу си ценет. Јас те возљубив, затоа ќе дадам други луѓе за тебе и народи за твојата душа. Тоа го има запишано во книгата на пророкот Исаја, 40 глава, 4 стих. Размислувањето и постапките на секој човек се одредени од неговиот вредностен систем. Тоа им дава одредена вредност на луѓето, на духовните и материјалните блага. Даваме пари, време, здравје, слобода, па дури и својот живот за нештата кои се на погорните места на оваа листа, а ги жртвуваме без преголемо размислување оние кои се на дното на листата. Кои вредности го дефинираат мојот живот? Дали сум подготвен да го ризикувам здравието во име на успехот? Или да си осигурам финансиска корист преку лажна даночна пријава? Или да го ризикувам својот брак или туѓиот брак во име на љубовната афера? Што е толку важно за мене што ќе ме натера да ја платам цената за да го поседувам? Или во крајна смисла, дали е вредно само она од што имам корист, реално или привидно? За време на Француската револуција, слободата, еднаквоста и братството биле апсолутни цели. Американската декларација на независноста ги дефинира животот, слободата и правото да се стремиме кон среќа како исконски права. Тие ја одразуваат само свеста на една нација или култура, или барам на незините основачи. Религиите исто така поседуваат свој систем на вредности. Исламот има 5 столбови кои го одредуваат целиот живот на муслиманите. Будистите прифаќаат 4 благородни вистини кои што ги водат кон нирвана. Христијанската вера нагласува 3 доблести кои се пред сите останати, а сега остануваат овие 3 работи: верата, надежта и љубовта. Најголема меѓу нив е љубовта, ќе запише апостол Павле во своето прво послание до Коринќаните 13 глава, 13 стих. Верата на прво место значи полна доверба во Бог, изразена преку сериозно однесување кон Бог и неговата волја. Кога верата ќе го допре Божјото ветување за еднината, се појавува надежта. Од двете се раѓа љубовта, која е исполнување на законот. Ке запише апостол Павле во посланието до Римјаните 13 глава 10 стих. Во својата проповед на гората, Исус љубовта ја дефинира како златно правило. Се она што сакате да ви го прават луѓето, правете им го и вие, зашто тоа е законот и пророците. Запишано во Евангелието според Матеј 7 глава 12 стих. Овој принцип ја наоѓа својата примена и во другите религии, например во јудејската традиција и во народните поговорки. Не прави им на другите она што не сакаш тие да ти го прават. Сепак, никој не ја проповедал и доживеал целосната манифестација на љубовта толку убедливо како Исус Христос. Тој им простува дури и на своите мачители и ги учи своите ученици: сакајте ги своите непријатели.
запишано во Евангелието според Матеј, 5 глава, 44 стих. Љубовта која разоружува е совршениот израз на христијанската етика. За христијаните Исус Христос е живата и убедлива манифестација на сите основни етички идеали, пример за вистинскиот начин на живот. Највисоката мерка за христијанското поведение не е системот од правила и заповеди, не е моралниот принцип, ниту величествената идеја, туку личност, Исус Христос. Критериумот за христијанската етика е следењето на Исус. Тогаш како да живееме? Кој вели дека во него пребива, должен е да постапува така како што постапи и тој. Ке запише апостол Јован во своето прво послание, 2 глава, 6 стих. Она што не прави вредни и дава смисол на нашето постоење е следењето на Христовиот пример. Колку е вреден твојот живот? Зависи од тоа дали го следиш Христовиот пример во својот живот. Читај ги Евангелијата, за да го запознаеш Исус Христос и следи го неговиот пример во својот живот. Bez tebe sam nemoćna, izgubljena. Ja volim te, ja trebam te i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Oče, nebeski oče, dugo lutala, bez tebe sreću tražila. Oče, nebeski oče, nigdje spokoja nema za mene bez tebe. Ja volim te, ja trebam te i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. I svima želim priznati koliko sad mi značiš ti. Srce ti predajem i tvoja ostaje. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Ja volim te, ja trebam te i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati,
Еве полека, почно гледачи, доаѓаме до крајот на ова наша денешна емисија. Би сакал сега да ви ја понудам книгата Патот кон Христа. Еве, джебно издание, книга која е многу интересна, многу поучлива и духовна, би ве поттикнала самата книга да се молите на Бога. Затоа сите вие кои ќе се јавите, ќе ве испратиме бесплатно. Книгата инако се продава по 40 денари, но ние за вас приготвивме бесплатен примерок. Сите вие кои ќе посакате, пишете ни на нашата адреса, ќе ви испратиме по пошта или ќе ви ја доставиме до вашите домови. А вие останатите кои сакате да изучувате Библијата, ви го нудиме библискиот курс Библијата зборува .mak. Значи, тоа е онлайн дописна библиска школа, кај што може да изучувате Библијата и на крајот ќе добиете бесплатен примерок на Свето писмо. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме до денешната емисија Разбуди се, програма која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежда. Но ова емисија, како што спомнав, се снима и ќе биде поставена на нашиот YouTube канал. Ја ве замолувам да го отворите тој канал и да ги погледнете до сегашните емисии. Има интересни пораки таму, така да споделете ова страница со вашите пријатели, познаници, да можете тие да се вклучат и во иднина да ја следат и во живо нашата емисија. Ми престанува да ви се заблагодарам што бевте денеска со нас, што ја следевте ова наша емисија. Ви посакувам убав ден. Искористите ги топлите часови, бидејќи навлегуваме во едно од најубавите годишни времиња. Меѓутоа, ви посакувам убаво расположение, да бидете весели, радосни преку целата ова седмица и да се видиме, ако Бог даде живот и здравје, во наредната емисија. До тогаш останете со здравје. Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежда и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравјето и храната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме.